أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم ما بعد. Prvo mjesto ovo sveko jedna prigoda i prilika zahvalnosti mu pripadaju samo na Allah dželle šanu, zato što samo Allah dželle šanu je dostojan da mu se pravi hvala. Salavato selam od mirot i spasod neka bida na našoj pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetu do sudnjeg dana. Život od ova dujna je mnogo kratko i lažno uživanje. Život od dujna je mnogo kratko i lažno uživanje. Ovo uživanje, najgolemite uživanja во дујна се лажни, не се вистински, не се комплет, сите uživanja од дујна, што се зашто дујна сама по себе е ноксан. Дујна не е нешто вистинско, дујна нешто милливо и кратко uživanje. Сите што живеат во дујна, што се рачунаат богати, сиромаси, здрави, силни, болни, сите живеат во некоја мака. Сите поседуваат некој некомплетен живот кај нив. Секогаш им фали нешто на сите овие од која било вид и категорија на луѓе да се работат. Зошто дујна, ако денеска те насмејт, дујна денеска те насмеј, 3 дена ќе те расплаче. Така е табијато на дујна. Така е дујна створена. Да не бит вистинска, да не бит комплет, да не бит реална. Све ова како дошло во многу ајати ќе гледаме лажно и минливо уживање. Ова во дујна. Кој е најголемиот успех? Сите ние имаме некоја дефиниција и нешто сметаме дека е успех или за некој човек сметаме дека е успешен. Али права успешност, право нешто, права дефиниција за успех кажуваат Аллах џелле шану. Велит Аллах џелле шану: "Фамен зухзиха анин нар وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور." Велите Аллах џелле шану. И кој успеал, кој е успешен? Тој што се спасил од огнот џехенемски. Ова е успешен и влегол во џеннет. Ова е успешен. Ова е прав успех. А што е, вели, продолжите Аллах џелле шану, а што е животот во дујна освен лажно и минливо уживање? Лажно и едно уживање што заврши, што е кратко. Немој да те излажи животот во оваа дујна. Немој да го потрошиш животот во дујна во вложвање за тие лажни уживања и да изгубиш ахирет кој е вечен, да изгубиш овај џеннет, да изгубиш задоволство од Аллах џелле шану поради оваа дујна која е лажна и минлива. Немој да дозволиш. Вложи све што имаш, све што поседуваш од енергија, од сила, од богатство, од моќ, од знаење, од умење, за да стекнеш џеннет. Све потроши. Све вложи за да го стигнеш ова нешто. За да стигнеш Аллах џелле шану да биде задоволен од тебе. Ние знаеме дека сме створени од Аллах со една цел, да му бидиме робови на Аллах џелле шану. Да му бидиме послушни робови на Аллах џелле шану. Ние не сме створени за ништо. Него Аллах џелле шану не створи со цел на нас. И треба да внимаваме на таа цел. И ако се придржаваме до тие наредби кои Аллах ни ги нареди и ги избегнуваме тие забрани кои Аллах џелле шану ни ги забрана, ние ќе бидеме од тие кои ќе бидат успешни и во дујна и во ахирет. И ќе бидеме од тие за кои Аллах џелле шану вети. Даде Аллах ветување за неме. Велит Аллах џелле шану: "Ва'ада Аллаху ал-му'минина вал-му'минат дженнатин таджри мин тахтиха ал-анхар." Аллах вети. Аллах даде ветување за верниците и за верничките. Даде ветување дека тие ќе бидат во џеннетот
под кој течат реки, халидине фиха, за секогаш во ними. Не малку, не многу, за секогаш. Халидине фиха. Почеток имат, крај немат, без крај. Ва месакина тајибетен, и во добри многу живеалишта ќе бидат тие. Сместени ќе бидат во добри живеалишта. Фи дженнати адн, во дженнетот адн ќе бидат тие сместени ани. Ва ридванум мин Аллахи екбер, и големо задоволство од Аллах Желешану ќе имаат тие. Залика хувал фаузул азим. И ова е вистински успех, вели Аллах. Ова е прав успех. Ова е теа кој успел, кој го добил ова ветување, односно кој го заслужил ова ветување од Аллах, кој му е исповедал на Аллах верата тамам, бдел над границите на верата и не ги прекршил тие граници и тие забрани, се трудел колку во негова моќ да ги извршува наредбите од Аллах Желешану. И потоа следи ова ветување од Аллах, за секогаш во дженнет, задоволство од Аллах на нив, во добри живеалишта, реки течат под нивните нозе, под нивните живеалишта. Баш за ова нешто, како кажавме, не треба да се штеди човек. Не треба да штеди све што поседуват, за да го заслужи това нешто. Сите тие средства во дујна што ги поседуваме, се ефтини за овај дженнет. Се ефтини за ова задоволство од Аллах. Све, цела дујна е ефтина. Диаманти, рубини, сафири, смарагди, све што имат во дујна, што знаеме нешто што е скапо, е ефтино и невредно во споредба со ахирет. Невредно во споредба со дженнет и со задоволството од Аллах врз тебе како роб. Немој да штедиш на овие средства кои Аллах ти ги дал на тебе, од пари, сила, моќ, знаење, умење, да ги спроведиш во пракса во твој живот, да го живееш животот онака како Аллах Желешану бара со тие прописи кои треба да ги следиш за да го заслужиш овај дженнет. Немој да кажеш за некое дело дека е мало, невредно, мало е те едно. Слушај. Во дженнет, пред да се влези во дженнет, ќе има луѓе што ќе му фалит едно дело, добро, едно. За мизан. Едно, кантарот е за едно дело, за едно субханаллах дошло во хадис. За едно елхамдулилlah, мизанот нема на добри дела да му натежни. Затоа немој да ги гледаш со некој, не давај невредност на некој дела дека се невредни. Секое едно добро дело е вредно и тешко. Хаса специјално во судниот ден, кога никој на никого нема да му дава добро дело. Дошло во хадис, ќе му се речи на роб, одај и најди едно добро дело. Ќе од кај негов мајка, кај негова мајка, кај негов татко, кај негов син, кај негова черка, никој нема да му дај на него едно добро, ќе речи секој еден, не знам што ќе биде со мене, ани. Затоа немој да се штедиш. Немој да ги рачунаш делата дека се невредни. Секое едно добро дело е многу вредно и кога ти се пружи прилика направи. Направи кога ти се пружи прилика, немој да си скржав. Немој да си, ајде да не речам ни дека кибар, ама немој да му даеш дека ова не е вредно. Вредно е секое дело. Секое дело, ани. Најмало, најситно, како знаеме, жена поради една мачка, што ја затворила во соба, не и давала да и не и пиење джехеннем. Една жена која го напоила тоа куче во дженнет, за овакви мали дела во наши очи. Ове се големи ке Аллах Желешану. Вели пегамбар алейхиссалам, гледај. Ела инне сил'ат Аллахи галијатун, ела инне сил'ат Аллахи дженна. Зарем не Аллаховата роба скапа, а Аллаховата роба е дженнет. Аллаховата роба, Аллаховата трговија со нас е дженнет, тој ни нуди Аллах Желешану на нас, а ние треба да правиме само добри дела, не? Скапа е ова роба, скап е овај дженнет и затоа немој да штедиш ништо кога се работат за ахирет, кога се работат за дженнет, кога треба да вложиш во тој иден свет кој е вечен, ништо немој да штедиш, не? Све како кажавме од дујна е безвредно за овај дженнет, за оваа роба која ни е нуди Аллах Желешану на нас, за оваа трговија, не?
За овој 50-60 години, која една минута, не цела една минута во однос на еден ден од ахирет кој е 50.000 години, а не. Тие 60 просечни години во однос на ахирет во еден ден е како една минута, не цела, а не. Човек треба да биде внимателен, да не западне во некој гафлет во дујна и да заборај на ахирет. Гледај, види. Дошол еден човек ке Хасан ел Басри и му рекол: ја Хасан ел Басри, седам по цела вечер, ама не можам да направам 2 рекат намаз. Цела вечер седам, ама не можам да направам 2 рекат намаз. Му рекол: тебе те врзале твоите лоши дела. Тебе те притиснале твоите лоши дела и не ти дават да направиш вакво добро дело. Затоа немој да го трошиш животот бадијала. Немој да остаеш да го одгодиш, да го издолжиш теубето за твој и мој џуна. Немој да го издолжиш. Смртта никој не знаеме кога ќе ни стигне, кога ќе ни дојде. Тој советник кој молчи, не знаеме. Затоа почни со теубе од денеска за твои гревови. Плачи на твои гревови пред да биде касно и поправај ги тие лоши гревови. Гледај. Дошло во хадис, пегамбар сам рекол: неверник во дујна е како во дженнет, верник како во затвор. Гледај овој хадис. Гледај. Ибн Хаджар ал-Аскалани еден ден поминал во Египет во пазар. Го видел еден евреин и прашал кој е ова и рекле: ова е еден од големите улема. Се доближал до него и го видел во нијамет го видел. Имал кај него се гледало богатство, ани, отменост. Ова е евреинов скинат, ани. Имал во грб дрва, ани. И му го застанал, му рекол: дали може да те прашам едно прашање? Да, му рекол, кажи. Му рекол: нели рекол вашиот пејгамбер дека дујна за неверниците како нас е дженнет, а за вас како затвор? Ама ова не се гледа, види во каква состојба сум ја, а види во каква состојба си ти. Рекол: за разлика она што те чека тебе во ахирет, ти си во дженнет овде, а не. Тој џехеннем што те чека на тебе, со тој твој куфар, ти си во дженнет. А за разлика она што ме чека мене како верник во ахирет, ова е затвор, а не. Ова дујна е затвор. Колку и да уживат верник, не се споредби со тоа уживање во дженнет, а не. Од тука продолжуваме од следниот пат каде застанавме. Дерсот продолжи од следниот пат што зборувавме. Застанавме последниот пат кога верници ќе ги поминат сите тие тестови и ќе дојдат пред врати на дженнет. Ќе дојдат пред 8 врати од дженнет. 8 врати дженнет. Милоста од Аллах Желешану е поголема од неговата лутина. Рахметот е поголем од неговата лутина. 7 врати во џехеннем, 8 врати во дженнет. Ќе застанат верници сите пред 8 врати од дженнет. Гледај, колка се тие врати. Рекол пегамбер алейхиссалам: широчината на една врата е како од Мека до Бусра, до Басра, до Ирак. На една врата. Од една до друга врата 40 години пешачење. Во еден ривајет, во други ривајет 40 години најбрзиот којнаник немој да изојде од една до друга врата. Гледај. Ќе дојде време, рекол пегамбер алейхиссалам, ке ојве врати која ќе биде гужва, јани. Гужва. Аллах направи да видиме од тие што ќе биде во таа гужва. Гужва ќе имат, јани. Ке ојве врати ќе имат гужва, јани. Ќе се туркет еден до други, раменици до раменици, таква гужва, јани. Немат да се отворат врати. Ќе дојде повторно пегамбер алейхиссалам со еден од неговите шефати за овај уммет и за сите уммети. Ќе тропнит во врата. Ќе тропнит во врата, во една од вратите. Ќе прашат мелаики однатра: мен, кој е? Ќе рече: Мухаммед, саллаллаху алейхи ва саллам. Тие ќе му речат однатра: бика умирту ен ла ефтах ли ахадин каблек. Наредено ни е да не му отвораме на никого пред тебе, а не. Прво тебе ни е наредено да отвораме ова врата, а не. Не смеј да влези никој во дженнет пред пегамбер алейхиссалам. Аллах, замисли овој призор и вели че се отворе сите 8 дженнетски врати. Секој од која заслужил че има луѓе што ќе влегват од сите дженнетски врати. Од сите. Рекол пегамбер алейхиссалам во хадис: кој ќе земат тамам абдес,
со сите прописи и ќе речи ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Во суден ден ќе му се дај само ради ова, од која сакате од овие 8 врати да влезете. Од која сакаш? Влези од која сакаш врата. Секој од таа врата од која заслужи или од две врати ќе влези во џеннет. Ќе се влези внатра. Каков само поглед ќе биде тој, каков само призор, каква гледка. Верници копнееле цел живот. Некој 50, некој 70, некој 950 или 1000 години копнел за овој џеннет. Првите народи. Нух алейхиссалам 950 години пегамбер, над 1000 години. Адем алейхиссалам над 1000 години. Адем алейхиссалам бил внатра, знајте. Копне сите за да влезат, ќе се отворат тие врати. Прво што ќе се види во џеннет. Тревата во џеннет ќе биде црвено-жолта трева зафран. Зафран. Најскапото цвеќе денеска во дуња. Зафран. Црвено-жолта боја. Земјата миск. Миск. Чист миск. Камчињата внатра рубин, смарагд, дијамант. Види велите улема. Аллах ги направил овие нешта во дујна што ни биле најголемо нешто на нас да ги газат џеннетли. Во џеннет да ги газат на ними. Да ги газат. Едно правило сега кога продолжиме и во почеток да се разбериме. Улема вели вака. Секоја една работа што се спомни со име во џеннетот дујна некое име, миск, амбер, јадење, пиење, само името е слично. Укус, форма не. Зошто? Во џеннет тие нешта што се око не ги видело. Ово не слушнало за ними, не памнало ке некого во срце, некоја помисла и во гради за такво нешто. Теа е нешто што не го знаеме, ане. Само имењата се слични, ане. Нешто илустрација за нас, а све тоа е различно, ане. Пред да се влези во џеннет, во почеток, на секој еден ќе му се дај вода да пиете од два извори. Првиот извор, сите негови надворешни мани ќе се исчистат. Негово тело ќе стане како нашиот прататко Адем алейхиселам, 60 лактови во висина, односно над 30 метра во висина. Лик, лице, убавина како Јусуф алейхиселам, секој еден џеннетлија. Срце како Ејуб алейхиселам. И години како Иса алейхиселам, 33 години секој џеннетлија. 33 години. Ќе завршат сите тие мани на тело и нешто совршени ќе бидат. Џеннетли. Нема да има браба, нема да има влакна во тело. Нема да има. Гледај. Од вториот извор која ќе се напијат џеннетли и сите внатрешни мани, недостатоци, болештини ќе завршат. Омраза, хасед, љубомора, немиме, пренесвање на збор, сиве ојве ќе завршат. Вели Аллах џелешану. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. И вели, ние им го извадивме од нивните гради, им ја извадивме таа омраза на ними. Нема да име тие болештини и тие ќе бидат радосни едни спрема други свртени брајча. Сите ќе бидат како еден човек. Никаква омраза, никаква болештина нема да има во џеннет. Ништо. Аллах, многу јако. Нема да има тоа потиштување на гради. Тоа скриено шепотење во гради. Таа некој хасен, некоја љубомора што доаѓаат од длабочината на душата, нема да имат. Кога ќе влеземе во џеннет, иншааллах да бидеме од тие, кога ќе влеземе, тие изметчи што се во џеннет, тие изметчите во џеннет, ќе се втурат во зградите, во кујшите, во палатите од џеннетли и ќе им кажат на нивните таму што ги чекаат хури, дека дојдве вашите луѓе. И тие ќе речат, вистина дојдве, ги видовте, дали вистина дојдве? Да. Мужде. Ќе прашаат дали се добро, во каква состојба се, каков е нивниот хал.
Ќе им кажа. Гледај. Секој еден ќе го знае неговото живеалиште подобро од во дујна. Снимаш? Кога ќе влезет во дженнет, одма ќе знае која е негово место, негова куќа, негова палата, негов шатор, негова соба во дженнет, одма подобро него што знае негова куќа во дујна. Гледај. Во дженнет има 100 степени само за муџахиди, дошло вака. 100 степени само за муџахиди, 100 степени за муџахиди. Фи себилилlah. Колку степени имат во дженнет? Од еден степен до други степен, колку небеса и земја. Колку степени, Ибн Тајмија и некои многу други улема велат, во дженнет има степени колку што имат ајети во Куран. 6200 и нешто степени во дженнет. Зошто рекол пегамбер сам во суден ден на хафизот ќе му речи, читај и качувај се по степените поред дереџињата во дженнет како што читаше во дујна. Твоето место во дженнет е кај последниот ает кој ќе го цитираш. Зато Ибн Тајмија и многу други велат имат колку што имат аети, толку имат дереџиња во дженнет. Најмалечкото место, најмалавото место, најмало место во дженнет, како дошло во хадис, последниот човек што ќе излези од джехеннем. Што ќе влези последен во дженнет. Слушај, ја Аллах, кога ќе излези од джехеннем, ќе види, ќе се сврти на негова десна страна, ќе види дрво. Ќе ја Аллах, неси ме до на дрво и више не барам ништо. Кога ќе дојде до него таму, ќе седне, ќе види од десно повторно друго дрво. Ќе ја Аллах, до на дрво, неси ми појше, не барам ништо. Нели не бараше ништо, уште она. 3 пати вака. Третиот пат ќе сумит мирис од дженнет, ќе осети мирис од дженнет, кој се простира на 40 години одење. Надвор од дженнет. 40 години одење. Замисли, че има луѓе што немат да го осетат мирисот во дженнет. Чеш ди Аллах, прв до вратине од дженнет и не барам појше ништо. Пегамбер сам кога кажувал овој хадис и код се. И рекол, Аллах ќе му реши, влези внатра во дженнет. И вели Аллах ќе се насмеет. Ќе му се насмее на роб. Дошло во хадис. Кому Аллах му се насмее, нема казна за него. И вели пегамбер сам се насмеа. Кога кажуваш овој хадис, ќе влези внатра. Ќе му се види полно внатра на него. Ќе Аллах, нема место за мене. О мој робе, дали ти е доволно колку дујна? Да. Дали дупло од дујна? Да. 10 пати колку дујна место ќе му се даде во дженнет. Ова е последното место и пегамбер сам се насмеал и рекол ова е најнискиот степен на дженнет. Замисли овие степени 100 за муџахиди. Замисли овие 6200 степени, како кажал Ибн Тајмија и некоја улема, дека има толку дереџина во дженнет. Колко место е теа? Какво уживање теа? Во дженнет има 4 реки. 4 реки што се познати. Велите Аллах џеле шано: مثل جنة التي وعد المتقين فيها أنهار من ماء غير آسٍ. Примерот на дженнето за тие кои му е ветен на ними, тие што се богобојазливи. Во него имат река од вода што не се променви нејзиниот вкус. Река од вода чиста, питка, која секогаш така. Не старит и не мириса, не смрди, ако ја оставиш во едно место. Гледај. وَأَنْحَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. И река од млеко која не го променви неговиот вкус млекото, никогаш. Не го менви ти млекото вкусот, не се расипи никваш. Гледај. وَأَنْحَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. И река од вино кој има лезет за тие што го пијат и кој не го поматвит умот. Лезет имат за тие што го пијат, јане. وَأَنْحَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى. И река од мед, течен мед, во други ајат, во разни бои медот да биде. Гледај што е интересно за овие 4 реки. Број 1, таа вода не извират од земја, од карпи, не извират од места валкања. Прво, ова рекава од млеко. Ова млеко не го прави крава, коза, не го прави виме, не излегвите од виме. Ова директно Аллах џеле шано го ствари. Директно. Ова е хамров, ова виново, не е створено од тие нечистоти од кои се прави денеска во дујна. И него матни умот, да не знаеш што зборуваш.
И овај мед не го прави пчела од нејзината утроба, него директно од Аллах Джелешану. Овие реки извират од Дженнетул Фирдаус, на кого покрив е аршот од Рахман. Извираат од 4 големи мориња во ова место. Има 4 големи мориња, исто од вода, од млеко, од мед и од вино. Друго што е специјално за овие реки. Овие реки немет корито. Немет корито, граница. Не. Овие тече директно во Дженнетот, под сите тие живеалишта од Дженнетли и да биде на ракохват на тие што сакат да пијат. Под секоја една палата, зграда, соба, шатор течет по ними овие, здолу. Нема потреба да негде да полните. Дома внатра тече. Зашто? Тежри мин тахти хеленхар, го читаме ова. И течат реки по нивните нозе, здола, по нивните живеалишта, здола. Нема тојве граници, за ними. Никогаш. Гледај. Оде да се спомните една работа, субханаллах. Има некои гревови, брајче, што се опасни. Има некои гревови што човекот го гоне цел живот и после смртта. Има доста улема велат дека човек ако умри, а пиет алкохол, а не прел теуба од тој алкохол. И дојде време да влезе во Дженнет. Имал иман, че горит во Джехеннем и еден ден ќе излезе. Ако влезе во Дженнет ваквиот, ако не направил теуба во дујна, немат да пробат од виното од реката. Че живеат во Дженнет, ама немат да пробат. И кој јадел од златни садови со златни олзици, вилушки, ножеви, и кој носел свила, немат да ги носи тие во Дженнет. Затоа има некои гревови што се опасни. Ние знаеме дека, пример, ширкот ги уништви сите дела. Да, ама, и хасетот ги уништви сите дела. И хасетот, не само ширкот. Ние се плашиме од ширк, ама треба и од хасет да се плашиме. Зашто и тој јај, како кажал пегамбер, сам како што го јај огнон на дрвото, хасетот, ги уништви делата. Затоа да бидиме внимателни кон некој од овие гревови. Во Дженнет има 3 видови на живеалишта. 3 видови на живеалишта, на кујши, на живеалишта. Број 1 палати. Во Дженнет имат палати, дворци. Кои ќе бидат изградени една цигла од злато, една од сребро, а малтерот помеѓу нив ќе биде миск. Рекол пегамбер алейхиссалам кога му беше представен Дженнетот. Кога бев во Дженнет видов една палата. Прашав на мелаик, чива ова палата, ми рекве од еден араб. Реков од кој араб? Реков еден од Курейш. Му реков кој од Курейш? Реков Омер ибн ал-Хаттаб радијаллаху ан. Вели погледна во негова палата беше од злато, сребро, од миск, малтер од миск, злато, сребро, миск. И вели видов едно џарие како земвит абдес, ја наведна в глава. Кога се врати и му кажа на Омер радијаллаху ан, почна да плаче. Имаше, ја Расулуллах, а од тебе ја да бидам љубоморен, зашто не погледна да видиш што има натра во куќа, во палата, Аллах. Ова е палата. Број 2, шатори ќе имат во Дженнет, шатори. Дошло во ајет. Второ, шатори. Какви шатори? Шатори од диамант, од еден диамант шуплив. Висина 60 мили дошло во хадис, односно 100 километри во висина. Снимаш 100 километри, Диамант, цело све. Од надвор се гледа натра, од натра се гледа надвор, Не се секире, никој немој да види ке тебе дома, тамо. Не е овде, само ти. Никој немој да се доближи до твој Дженнет, Од надвор се гледа натра, од натра се гледа надвор, 100 километри во висина, така дошло во хадис, Не ни е логично, 5 спратој куќа готово, тој најбогатиот. Ништо, кали камења, Диамант, еден диамант, ваков, Второ живеалиште. Трето живеалиште, Аллах. Соби, така дошло. Гурав, соби. Што се овие соби, гледај. Лакин илладина ттакау раббахум лехум гурафун, а тие што се плашат од господарот нивни, за ними имат соби. Мин фаукиха гурафун, а над ними пак соби една врз друга мебниетун.
Teđri min tahtiha al-anharu wa'da Allahu la yukhlifu Allahu al-mi'ad. I pod njimi teči rekite od džennet, site. Реки тече двојве соби една на друга, Аллах го исполнува тоа што го вети и Аллах нема да го прекрши тоа што го вети. Гледај, не заврши тоа соби, ово интересно. Рекол пегамбар сам. Дженнетлиите сите на жителите, собствениците на овие соби, ќе ги гледат како највисоката светла звезда што се гледат во дујна. Далеку негде кани. И ќе светат и ќе блескат овие живеалишта. Гледај. Сахаби одма. Ја Расулулlah, за кого се тие? Рекол пегамбар сам. Кој зборува добро? Кој има добар говор? Зборви добри муабети. Еден. Кој нахрануваат гладни? Кој постит и кој клајнат додека другите спијат, за него се овие соби. За него, Дженнетлиите ќе се чудат на тоа живеалишта. Колку високо, колку далеку, колку блескаво живеалиште. Дрвата во дженнет. Какви ќе се дрвата во дженнет? Дрвата во дженнет боја зелена, темно зелена како црна. Од толку зеленива. Ќе има дрва, сенката негова 100 години најбрзиот којнаник немој да истрча. Дошло во хадис. 40 години најбрзиот којнаник стеблото, немој стеблото да го сврти околу овај плод. Ова дрво. На овие дрва ќе ги имат сите плодови од дујна и други од ахирет. Сите плодови од дујна и други од ахирет, што не ги знаеме. Сите овие плодови ќе бидат на ракохват. Сакаш да еш нешто, ќе се наведни ветка и ти ќе го скиниш. И кога го скиниш, тоа одма на негово место ќе расти друго пред твои очи, за да не помислиш дека некогаш ќе се соса това. Секој еден плод од исто, пример, калинка, не знам која е дженнеско, нема да имат исти вкус. Секој јадење, јаеш едно, другото има други вкус, третото трети вкус, секогаш така до безкрај. Како дошло? Ла мактуатин вала мемнуа. Нема да прекинет и нема да имат забрана за ними. 12 месеци, нон-стоп, некако овде да чека сезона. Секогаш, преку цело време ќе имат плодови. И секогаш ќе бидат на ракохват. Секогаш ќе бидат близко за тие што сакат да ги јадат. И никогаш немат да се сосат. Кој ќе посакат, ќе види некоја дженнетска птица, само ќе посакат да ја ќе се најспремана и испечена покрај него. Ќе ја од тие коски, Аллах Джелешану ќе створи друга одма, за да не помисли дека некојаш ќе заврши тоа. Дженнетлиите ќе јадат во дженнет само ради лезето, нема потреба од јадење. Зашто дженнетлиите нема да имат потреба од одење во тоалет. Во дженнет нема да се оди тоалет. Како ќе излегви тоа јадење и пење, рекол пегамбар сам, ќе излегви преку потта кеверникот и ќе види како миск. Како миск ќе излегви. Само лезет да осетат верниците. Во дженнет има пазар. Секој петок дженнетлиите ќе се сретве во еден пазар, во едно место. Ќе се сретне тука. Зошто ќе се сретве? Немат купа продажба таму, немат трговија, ништо нема. Ќе се сретве да се предзиерат едни со други и ќе седвет и дошло ќе спомнет, ќе се подсетвен на деновите во дујна. Дали памтиш тога кога бевме таму, памтиш? Памтиш маму само ради ова. И велит кога ќе се вратет дома пред да се вратит, ќе дунит еден нежен ветар, нивните лица ќе се направат уште поубави. Кога ќе дојдат кај нивна фамилија, кога ќе се сретнат со ними, ќе му речат валлахи, поубави и поотмени сте него што кога отидовте. Ќе речат валлахи и вие сте поубави и поотмени. Ќе им се зголемуваат убавината секој петок на дженнетлија. وحور عين كأمثال لؤلؤ مكنون جزاء بما كانوا يعملون. Хури со крупни очи, слични на бисери, скриени како награда за она што го работеа. Во дженнет, секој еден дженнетлија ќе има најмалку 2 хурија, најмалку 2 хурија. И негова жена ако биде од дујна со него во дженнет и таја.
Ибн Абас пренеси. Какво е створен на хуриите? Од што се створени овие хуријани? Со крупни и црни очи. Кој човек и джин не ги чепнал. Кој неме љубомора и неме нечистотија на ними никаква. Никаква нечистотија. Не биле извалкани со ништо. Велит Ибн Абас, Аллах Желешану ги створи хуриите. Од нивните стапала до колената од зафран. Од зафран. Од колената до градите од миск. Од миск. Од градите до вратот од бел амбер. Од вратот до главата од кафур. И ова еден вид на миск. Вакви се створени. Провидни. Им се гледа трскавицата во коската. Така дошло во хадис. Гледај. Кога една од овие хурии би покажала еден нејзин прст во дујна, би се исполнала цела дујна и небеса и земја со нур, никој немој да гледат. Нејзина шамија кога би се стресила во дујна, би се исполнале сите 7 катови небеса и 7 катови земја со мирис. Несватливо за нас. Овие работи што ги спомнувам се веродостојни. Значи така ги одбрав сиве овие работи да немат хилаф, голем хилаф. Во некој имат, ама во основа сиве се сахијани. Гледај. А жените од дујна, Жените од дујна. Пред да појме ке жени од дујна, имат многу хурии со имињани. Мердија, Ајна, Лајба. Ајна е една од главните дженнетски хуријани. 70.000 слугинки од лево и од десно. Е пред хизмен на неја. Че дрчат во дженнет и че речи каде се тие што наредуваа добро и одвраќаа од зло. Ги чекам на ними. Јас сум за нив. Ебу Хурейре го пренесува овој хадис. Затоа наредувајте добро и одвраќате од зло, Гледај, а жените од дујна, Жените од дујна ќе бидат многу пати поубави од жените од хуриите, Многу пати поубави, Тие ќе бидат кралици во дженнет. Но овие хуриите, Тие се дошло во ривајат 70 пати поубави. Дошло во еден посла привајатели добар, че имате еден диалог, една кратка расправа меѓу жените од дујна и хурии. Кој сме подобри? Че речет хурии, нас не чепнал ни джин, ни инсан. Жени од дујна рече, ние сме правеле субханаллах, алхамдулилlah, сеџде на Аллах. Што ќе каже тој, Што има да каже тој, Рече, ние немаме никаква нечистотија, не сме имале на нас, ни хајс, ни нифат, ништо. Че имате една долга расправија, се додека не дојде момент жени од дујна да речет, а ние сме мајки на пејкамбери и на шехиди. Аллах. И вели тога Аллах Желешану ќе ги направи 70 пати да бидат полични и поубави од хуриите. На жените од дујна. Хури и жени од дујна ќе имат 21 година. Мажите, како кажавме, 33 години. Неколку вистини што се чудни што ќе бидат во дженнет. Број 1, секој дженнетлија ќе имат еден летачки коин. Снимаш од црвен смарагд. Еден, ова сахи хадис. Му рекол еден од бедуин на пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем, дали во дженнет ќе имат којни. Рекол да, ќе имат којни. Ако си во дженнет, рекол ќе имат и за тебе којн. Од црвен смарагд со крилја што летат каде ти ќе посакаш. Број 2. Дали во дженнет ќе имат дженнетлиите деца? Да. Многу луѓе биле скратени од овај благодет во дујна. Ама иншаллах да бидат од тие што ќе влезат во дженнет ќе имат таму. Рекол пегамбер саллаллаху од зачвењето на бебето со посак на човекот во дженнет, од зачвењето додека стасат во утроба на мајка, додека се роди и додека се прави 33 години, 1 сат трај тоа нешто. Не 9 месеци па 30 години, 1 сат трај тоа нешто. Додека се зачни, додека се роди и 33 години. Наеднаш, 1 сат. Деца во дженнет колку сакаш. Како кажавме во 3, нема потреба за веце, за тоалет, тоа ќе излеви како миск. Еден од вели пегамбер сам му кажал на сахаби, рекол еден во суден ден што ќе во дженнет. Рече, ја Аллах, сакам да садам. Садни си,
Бил граđevinar, градинар, сакал да сади. Че Allah нели имаш све во џеннет? Ја Allah сакам да садам, чеф имам, Allah вели ќе му дозволи да сади. Само што ќе ојде до напред, вели тие семки што ги клал позади него како брда планине ќе порасте, одма забере, И ова задоволство не е проблем, ќе го имаш во џеннет ако сакаш, И еден од сахабиве што биле тука, Расулуллах рекол, сигурно тој некој од Куреш или од Ансар. Тие сакат да садат многу, Тие сакат да садат, Дали има некој сега моментално во џеннет? Сега? Улема согласна дошло во хадис дека да, имат, ама без тело, нивни души, во зелени џеннетски птици, во утробата на зелени џеннетски птици и летаат каде сакат. Пекамбери, шехиди и кој Allah други сакат зоеве дошло, и други некој, кој сакат Allah зоеве дошло дека тие живеат. Број 6, каде е џеннет, Каде е џеннет? Ибн Реджеб има мислење дека на 7 небо, а Ибн Аббас над 7 небо, Аллаху а'ла ва алам, Не е многу битно, ама го спомнав само така, некоја илустрација. Значи имат голем дел на улема што велат на 7 небо, некои велат над 7 небо. Аллах знае најдобро, И на крај, после сите овие уживања во џеннет. Значи многу е малку околу 40-50 минути да се зборви за џеннет. Мој да се спомни многу. Има некои ривајати што се послаби, што се вака. Има многу чудни нешта во џеннет што ќе бидат. Али на крај ќе спомниме најголемото и последно уживање. Почнувајќи од тоа го спомнавме на крајот џеннетли која ќе се сместат, која ќе уживаат многу од овие нешта. Во нив ќе дојде, дали мој тоа да заврши некогаш, И тога е тој што го спомнавме хадисот прошлиот дерс, тога Аллах Желешану ќе повикат да се донеси смртта во форма на еден овен измеѓу џеннет и џехеннем и ќе се заколите, ќе му се реши вие што се во џеннет вечно, за секогаш. Вие во џехеннем вечно за секогаш, нема смрт више, ова е смртта, нема смрт повеќе. И тоа ќе се напред рахат, ќе стивнет, Тоа ќе остане само уште не едно нешто, Кога сите ќе бидат наместени вака, ќе се повикат глас. Аллах Желешану ве бара на сите џеннетли во едно место. Аллах ве повикува на состанок. Така дошла. Вели, сите ќе ги јавнат нивните којни и ќе тргнат во таа долина. Кога ќе дојдат во таа долина, секој ќе седни во неговиот степен, во тие ложи што се поставени, од смарагд, од сафир, од рубин, места положај, најниското е мимбери од миск и од кефур. Никој нема да завиди на некого на негва положба, на негва ситуација. Ќе дојдат и ќе чекаат. Ќе се повика. Аллах сака да ве награди. Ќе речат, што е тоа? Нели ни ги побеле лицава? Не спаси од џехеннем и не стави во џеннет. Зарем ова не е доволно, Ќе се појави нур, ќе дојде нур, светло големо, целиот џеннет ќе се осветли, Целиот џеннет ќе се осветли. И ќе рече еселаму алейкум. Гласот од Аллах Желешану, Allah. Џеннетли во еден глас сите. Allahumma ente salam. Ја Господару, ти си селам, ти си спас. Wa minka salam, од тебе е спасот. Тебаректе ја зел джелали вал икрам. Биди славен и вечен од ти кој заслужуваш чест и возвишеност. И Аллах Желешану ќе им се насмени на џеннетли. Ова суннетуллах. На кого Аллах Желешану се насмени, немат више лутина на него. Ќе речите Аллах Желешану, каде се моите робови што ме обожаваа, не ме виделе? Никогаш. Толку долго ме обожаваа, не ме виделе. Барајте, ќе ви се дадит. Што сакате? Ќе речат, ја Аллах, ние сме задоволни од тебе и ти биди задоволен на нас. Ако не бев задоволен, видите Аллах, немаше да ви се смилувам со ова награда на вас. Задоволен сум од вас, Барајте друго нешто. Во еден глас џеннетли ќе речат, ја Аллах, покажи ни го твоето лице да го видиме, Сите, наеднаш. Аллах Желешану ќе го открие тоа перде, Тој нур. Верници што копнеле цел живот за Аллах Желешану, што правеле и жртвовале све што имале за Аллах Желешану,
Ќе дојде тој момент да го види нивниот господар, да го видят господарот на сите светови, кои доликуваат да бидат господар. Овие све лажни божества што му се припишват, тие не заслужвен ништо. Тие се створенија невредни. Овие денеска што се правят силници во дујна, тие нема никаква власт и моќ над Аллах Джелешану. Аллах е онај кој е најмоćен, најсилен, Азиз, Рахман, Рахим. И Аллах ќе му го откриет негово лице. Ќе го гледат сите како полна месечина, како кажал пегамбар алейхиселам, никој на никого нема да му сметат во негово гледање. Како велит Аллах Джелешану во Куран: "Вуџуху јаума идин надира ила раббиха надира." На тој ден лица ќе бидат блескотни, ќе блескаат. Свртени со поглед кон господарот свој ќе гледаат во него. Со нур, блескави лица ќе гледаат во Аллах Джелешану. И никој на никого нема да му сметат во тоа гледање. Субханаллах. Овој господар заслужува да му видиме покорни во овој живот што не остана на нас. Да бидиме од тие кои ќе му видиме покорни, кои ќе ги следиме негови наредби и ќе ги избегнуваме негови забрани. Да бараме секогаш од Аллах Джелешану да не клајд, да не сместит во Дженнетул Фирдаус. Во највисокиот степен од дженнет, како кажал пегамбар сам, кога барате дженнет, барајте Дженнетул Фирдаус. Ма'a an-nabiyyin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Со овие пејгамбери, со шехиди и со доброчинители да бараме од Аллах Джелешану да не смести во ова највисоко место во дженнет. Субханак Аллахумма бихамдик.